Време е за дневник на К1. По кратките најави кои го одбележаа денот започнуваме веднаш. Останете со нас. Според лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, постојат две решенија за излез од политичката криза. Започна проектот за популаризација на воениот позив за служба во армијата на Република Македонија. Од ноќеска на полноќ бензините и дизел горивата поевтинуваат. Во синоќешното интервју за една од националните телевизии, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски зборуваше за актуелната политичка криза во државата. Груевски во интервјуто вели дека сценариото кое ЗАЕФ го спроведува во Македонија има за цел рушење на унитарноста на државата. Тој вели дека лидерот на СДСМ е подготвен да се пазари со националните и државните интереси. Груевски истакна дека ВМРО ДПМН подготвува политички документ за излез од политичката криза. Понудивме две решенија за излез од политичката криза. Едното решение се брзи и нови парламентарни избори заедно со локалните, додека другото решение е формирање на малцинска влада, рече председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во дневникот на Канал 5, коментирајќи актуелната политичка ситуација. Тој додаде дека на направените анкети над 70.000 граѓани цена дека треба да се оди на други предвремени избори, а само 12% се искажале дека не сакаат нови избори. Втората понуда, што ние дадовме, е понуда доколку ЗАЕФ го донесат албанските партии на позиција, на власт. Ние му нудиме 51 пратеник да гласаат за неговата влада, да тој стане премиер. Сите министри во владата да бидат само од СДСМ и ниту еден од ВМРО ДПМН. Имаме многу забелишки на таа програма и мислиме дека таа ништо добро нема да донесе на Македонија. Но се со цел да се спречи разнебитувањето на државата, да се спречи воведувањето на бинационалност, расторањето на граѓанскиот концепт на Македонија, да се откаже од тие работи, да се откаже од платформата, тиранската платформа. Заради таа цел, ние сме подготвени, се уште важи понудата. Груевски истакна дека подготвуваат и документ за зачувување на Македонија. Политички документ кој ќе понуди начин за излегување од кризата, преку негово прифаќање ќе се излезе од кризата, но нема да се наруши унитарноста на државата, додава Груевски. Ова што во моментов се случува е план на ЗАЕФ, кој може само народот да го спречи. Потребно е народот да ја одбрани својата држава, бидејќи може да ја нема, потенцира Груевски. Тој сака на овој начин да формира влада по секоја цена, тргувајќи со националните и со државните интереси, само за да се извлече од казната која што може да го снајде, за да дојде за премиер, да изврши притисок врз судиите и да се заборави неговата одговорност за сите криминали, корупции, мито и така натаму кој што го правил и го прави низ годините. Тоа е клучната причина зашто тој не се повлекува. Затоа што не знае што со себе потоа, што го чека. Тој е преплашен за неговата иднина, не само политичка или економска, туку пред се неговата иднина во однос на одговорноста за постапките што ги направил, одејќи директно против волјата на народот, пазарејќи се со други држави, пазарејќи се со се и се што не е дозволено, се обидува да се извлече, да дојде за премиер, да го спречи тоа што му следува. Политичкиот документ кој се подготвува во текот на следната недела ќе биде понуден на сите поголеми партии и очекуваме да ги освоиме сите политички партии, истакна Груевски. И да се заборави.
Залудни се барањата на представниците од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија да се сретнат со еврокомесарот Јоханес Хан. Тој утре доаѓа во Македонија, но нема да има време да се сретне со предводниците на протестите што се случуваат во повеќе од 30 градови во државата. Ова го истакна потпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчик. Таа за медиумите изјави дека според утрешната агенда тројцата европратеници ќе се сретнат само со представниците на македонските политички партии. Организаторите за утре најавуваат пречек на Јоханес Хан со над 100.000 луѓе на улиците на главниот град Скопје. Според Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, деновиве се очекува да продолжи исплатата на субвенциите. Антикорупцијската комисија веќе има дадено позитивно мислење за реализација на финансиската поддршка. Околу 5.000 земјоделци од Велес, Градско и Чашка ги очекуваат субвенциите за да можат непречено да ги извршуваат своите работни задачи. Работата на нива започна во полнек подготовките за пролетната сеидба, но она што е проблем за земјоделците се неисплатените субвенции, ни криви ни должни жртви на политичката криза. Иако парите се обезбедени, не може да им се исплатат. Земјоделците апелираат на брза исплата, бидејќи парите им се неопходни за навремено завршување на планираните активности. Секако дека влие во земјоделието не може да се одложува ништо, затоа сето е со рокови. Парите секогаш се потребни на време и за да може да се работи. Ние не можеме ништо да покријаме, ние сме финансиски веќе ослабени, а субвенциите ни се потребни. Ако не се исплатат субвенциите, ќе биде намалено засејувањето на пролетната култура, а ако се исплати, планираното ќе се засеј. Што многу влијаш каснат со субвенциите, сега баш житаријата седат тутуни, засадуваат луѓето и субвенциите ни требат за нафта, за набавки да си посејат житија, мислам, нивите, да си ги изорат. Надлежните вела земјоделците во најкраток рок ќе ги добијат своите субвенции. Деновиве се очекува да продолжи исплатата на субвенциите. Според Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Антикорупцијската комисија веќе даде позитивно мислење за реализација на финансиската поддршка. Околу 5.000 земјоделци само од Велес, Градско и Чашка чекаат на своите трансакцијски сметки да легнат субвенциите за да можат непречено да ги извршуваат агротехничките мерки. Од денеска па се до крајот на месец април, Министерството за одбрана ќе го спроведува проектот Популаризација на воениот позив за служба во армијата на Република Македонија. Представници на Министерството заедно со професионални војници, подофицери и офицери детално ќе ги информираат средношколците за условите за прием во служба на армијата на Република Македонија. Министерството за одбрана, почнувајќи од денеска до крајот на месец април, ќе го спроведува проектот Популаризација на воениот позив за служба во армијата на Република Македонија. Представници на Министерството заедно со професионални војници, подофицери и офицери на армијата на Република Македонија детално ќе ги информираат средношколците за условите за прием во служба на АРМА, нивните обврски како и големиот број придобивки од службите во АРМА стои во соопштението на Министерството за одбрана. На интерактивните кратки предавања, средношколците ќе имаат можност да се информираат за сето она што нив ги интересира од областа на професијата војник. Основната цел на проектот е запознавање на младите лица во Македонија со војничката професија, како и изголемување на нивниот интерес за најпрво служење на доброволен воен рок, а потоа и пријавување на огласите за професионални војници и за офицери во АРМ. Со зголемувањето на бројот на пријавени лица на овие огласи се одржува и зголемува и квалитетот на изборот на идните припадници на армијата, се вели во соопштението. Општина Кавадарци воведува времен режим на одбивање на сообраќајот на делницата од новиот кружен тек над училиштето Гоце Делчев до спојот со Северен булевар. За таа цел денеска и утре за сообраќај е затворена едната коловозна лента во насока од Росоман, а во среда и четврток ќе биде затворена лентата во обратен правец од новиот кружен тек кон Росоман.
Поради интензивирање на градежните работи на дел од улицата Северен булевар или на влезот од Кавадарци од страна на Росоман, општина Кавадарци воведува времен режим на одвивање на сообраќајот на делницата од новиот кружен тек над училиштето Гоце Делчев до спојот со Северен булевар. За ова денеска информираа од службата за односи со јавноста при Кавадаречката локална самоуправа. За таа цел се известуваат учесниците во сообраќајот како и граѓаните, дека денеска и утре за сообраќај е затворена едната коловозна лента во насока од Росоман кон новиот кружен тек во Кавадарци. На овој потек сообраќајот ќе се одвива контролирано по една коловозна лента во двата правци, соопшти од службата за информирање. Исто така се информираат учесниците во сообраќајот дека на 22 и 23 март, односно во среда и четврток, за сообраќај ќе биде затворена лентата во обратен правец од новиот кружен тек кон Росоман. Општината со надлежните и сообраќајната полиција ги превзеде сите мерки за соодветно одбележување и поставување на патна сигнализација. Се молат граѓаните и возачите да се придржуваат кон новиот времен режим на сообраќајот и да ја почитуваат соодветната патна сигнализација, рекоа од инфослужбата при локалната самоуправа. Анкетниот прашалник што се наоѓа на страната на општина Велес има за цел да се оцени работата на службите кои се под ингеренции на општината. Анкетата содржи 20 прашања, а граѓаните може да ја оценуваат работата од 1 до 5. Анкетниот прашалник на веб страницата на општина Велес е редовна пракса, а истиот има за цел да се оцени работата на службите кои се под ингеренции на општината. Граѓаните треба да допринесат за подобрување на услугите и развојот на локалната самоуправа. Имаме и служба, односно имаме задолжени лица кои што го следа сето тоа, за да на крајот на секои 3 месеца додат одредени предлози што е она од кој сегмент на локалната самоуправа се граѓаните задоволни, од кои не се задоволни, што сугерираат граѓаните со нивните согледувања од услугите на општината што им ги нуди по разни основи. Анкетата содржи 20 на прашања, а работата се оценува од 1 до 5. Брзината и транспарентноста на постапките, квалитетот на услугите за јавното осветлување, комунални услуги, трошењето на буџетските средства, пристап до информации се само дел од анализираните области. Тоа ќе продолжи понатаму за да можеме на крајот да ги разгледаме и да ги согледаме, меѓутоа да ги прашаме и што е со овие новитети што ги воведува општината во сегментот на работењето на електронски дозволи и така натаму и дали се задоволни од тој начин на соработка. Општина Велес прави проверка на квалитетот на услугите што ги нуди по електронски пат. Ваква пракса има и во општините од сите земји во Европската унија. Од ноќеска на полноќ бензините и дизел горивата поевтинуваат за 2 денари по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Евросупер БС 95 ќе се продава за 65 денари, а Евросупер БС 98 за 67 денари за литар. Од ноќеска на полноќ бензините и дизел горивата ќе се намалат за 2 денари по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на бензинот Евросупер БС 95 ќе биде 65 денари, а на Евросупер БС 98 ќе изнесува 67 денари за литар. Евродизелот ќе се продава за 52, а екстра лесното масло за домаќинство за 40,5 денари за литар. За 1337 денари поевтинува и мазотот и 1 килограм ќе чини 26.255 денари. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија информира дека просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена била пониска за 6,38%. Околу 5 хектари борова шума изгоре вчера во атарот на неготинското село Тимјаник, соопшти полицијата. Пожарот избувнал во местото викано Прогон. Како случај е пријавен во 16 часот, а бил изгаснат час и половина подоцна околу 17:30 часот. Се преземаат мерки за утврдување на причините за настанувањето на пожарот.
Според Стопанската комора на Македонија, брзото менување на законите се најголем проблем на бизнисот. За подобро информирање на компаниите, од утре започнуваат инфосесии во 10 градови низ Македонија, почнувајќи од Велес. Целна група се сите микро, стартап, мали и средни предпријатија, но и представници од големите компании. Вести од Македонија. Сивата економија и брзото менување на регулативите се уште се најголем проблем за микро, малите и средни предпријатија во Македонија. Од Стопанската комора вела дека за фирмите е посебно тешко да се прилагодат на законите за работни односи и за безбедност и заштита при работа, а пречки им се и правата и обврските од законите за даночна и царинска политика, животна средина и урбанизам. Зашто подобро информирање на компаниите, но и детектирање на нивните проблеми, Стопанската комора започнува со инфосесии во 10 градови низ Македонија. Клучни сектори што ќе бидат опфатени со анализите се земјоделството, текстилот, градежништвото, ИКТ и туризмот. Инфосесиите се дел од проектот на USAID, што го спроведува Епицентар Интернационал Скопје во партнерство со Стопанската комора на Македонија, Комората за информатичка и телекомуникацијска технологија МАСИТ и Стопанската комора на Северозападна Македонија. Целна група се сите микро, стартап, мали и средни предпријатија, но не е исклучена можноста и за присуство на представници од големите компании. Целта е двојна: подобра усогласеност на бизнисот со законската регулатива преку информирање и детектирање на промените кои фирмите би сакале да ги видат во соодветни регулативи. Информативните настани започнуваат на 22 марта во Велес, а ќе се одржуваат до 7 јуни годинава. Започна производството на раниот зеленчук во пластениците. Градинарите од ниските зимски температури очекуваат штетите да бидат видливи само кај зилката. Од пластениците во Струмичко излегуваат првите количества на лути пиперки кои засега имаат добра цена на пазарот. Следни за берба се краставиците, а наскоро ќе дојдат и доматите. Земјоделците и оваа година се решија да насадат повеќе краставици поради повисоките производствени трошоци за доматите. Од вкупното градинарско производство кое годишно изнесува скоро 1 милион тони, 20 до 25% се извезува како свеж производ. 60.000 тони се преработуваат во конзервната и преработувачката индустрија, а другиот дел од производството се продава на домашниот пазар. Британската влада на 29 март ќе го активира членот 50 од Лисабонскиот договор, со што практично ќе почне процесот за излез на Велика Британија од Европската Унија, соопшти денеска Даунинг Стрит. Според официјалното британско соопштение, владата во Лондон ќе ги извести со писма сите 27 земји членки на Европската Унија и ќе побара од нив преговорите за формалното истапување од Унијата да почнат што е можно побрзо. Стартувањето на процесот за Брекзит стана можно од Унијата, откако на 16 март кралицата Елизабета II формално да го одобри законот за процесот за излез на Велика Британија од Европската Унија, што претходно беше усвоен од двата дома на британскиот парламент. Пред 9 месеци на референдумот за Европската Унија, 51,9% од британците се определија за напуштање на Унијата, додека 48,1% беа за задржување на британското членство. Во продолжение следуваат и останатите информации од светот. Сакаме отворени пазари и слободна трговија. Ние сме против секакви бариери, но во епохата на интернет ние сакаме да ги поврземе нашите општества едно со друго и да им дозволиме да тргуваат во чесни услови, истакна германската канцеларка Ангела Меркел на отварањето на меѓународниот саем за информатички и телекомуникацијски технологии ЦЕБИ 2017 во Хановер. Германија има решителен став за одбрана на слободната трговија и отворените пазари. Во момент кога САД водат се по протекционисти политика, додаде Меркел. Таа ја поздрави изјавата на јапонскиот премиер Шинзо Абе, кој нагласи дека ЕУ и Јапонија треба набрзо да постигнат економски договор. Добро е што Јапонија сака договор за слободна трговија, изјави Меркел, додавајќи дека би сакала Германија да биде движечка сила за неговото постигнување.
Околу 3000 мигранти во 20 на различни операции во текот на вчерашниот ден во близина на брегот на Либија биле пресретнати и спасени, соопшти италијанската крајбрежна стража. Бродот Аквариус кој бил изнаемен од организациите СОС Средоземно море и Лекари без граници спасил 946 лица, меѓу кои имало и околу 200 деца без придружба. Според податоците на италијанските власти, во периодот од 14 јануари па се до 17 март годинава, во водите на Средоземното море, меѓу бреговите на Либија и Италија, биле пресретнати 16.206 мигранти. Во истиот период лани бројот на откриени илегални мигранти на патот кон Европа во истиот регион изнесувал 11.911. Првиот пролетен ден во Македонија е сончев и топол со температура од 18 до 24 степени. И во текот на утрешниот ден ќе имаме слично време. Деталите за временската прогноза во продолжение. Со оваа информација, почитувани гледачи, го завршуваме дневникот. Останете и поднатаму со програмата на К1 телевизија. Пријатно!